не се збуните случајно, се уште е ова нашата утринска. Ова беше само најава на новиот телевизиски проект кој што наскоро ќе имате можност да го видите. Искрено многу се радувам кога се најавуваат, подготвуваат нови телевизиски продукти. Затоа денес разговараме со нашите гости. Се убаво да ни објаснат зашто точно станува збор. Дејан Ѓорѓиев ни е овде едниот гостин, собственик на Арт Студио продукција. И Мојсо, ние така си го викам, инако официјално Бобан Мојсовски, музичар, автор на музика. Добро ви утро. Добро утро на вас. Добро ни дојдовте. Добро ви најдовме. Дејан, ќе започнам од тебе, затоа што можеби не си полик познат на пошироката публика, затоа што не си човек од пред камерите, но стоиш зад многу емисии кои што и тоа како им се мили омилени. Можам да кажам на гледачите, еве конкретно за гледачите на Алфа телевизија, ти си еден од оние кои што стојат зад везилка. Која е твојата улога таму? Да, така е, Искра, значи дел од тимот на емисијата Везилка, нели, сум и јас, музички соработник сум во екипата. Значи одговорноста на и организацијата на делот на музиката во комплетниот. А со оглед на тоа што станува збор за музичка емисија, значи дека си една од клучните алки, така? Генерално музичка, нели, тоа сепак е по-широк обем, не може да се каже дека е само музичка, али да речеме дека е, значи голем дел од таа емисија. Арт Студио продукција, меѓу другото, и ги прави уште две така музички емисии доста големи во кои што се емитуваат на вашата телевизија. Емисијата на Здрави и шоуто на Бојан. Така да комплетно сите тие три емисии во целиот тој концепт на продукцијата е што се нашата продукција. Од забавен карактер, така што се вели, да, нели? Тоа е нашиот сегмент, да. Мојсо, добро познат си на публиката, долги години си на македонската естрада, чест соработник на Алфа телевизија, уште почест гостин си овде, и за тебе знам дека си човек кој што никогаш не мирува. Дали е сега ова што накусо го видоа гледачите нов предизвик за тебе? Секако. Добро утро од мене. Предизвик од секогаш ми било да работам за млади пејачи. Така ќе биде сега. Треба да се даде шанса секогаш на млади пејачи. Јас како композитор ќе бидам дел од, како продуцент и композитор ќе бидам дел од тимот на Арт Студио, кој што ќе се вложам себе си да помогнам да ова поднебе, нели, раѓа секогаш добри таленти, нови таленти, меѓутоа да им се даде добра шанса и ќе бидам секогаш тука. Да им се поплочи патот малку до успех. Да им се расчисти патот, пошто многу им е трлив овде као Македонија, да е ово народно кажано. Да помогнеме на секој случај. Пат до звездите, тоа е насловот на новото шоу. Така е. Она што го знаеме дека е талент шоу, ајде да почнеме прво од идејата. Чија беше? Предпоставувам да го погледнеме само, да не го именуваме. Да, така? Да, идејата е, нели, на продукцијата, на дел на тимот од продукцијата, нели. Со некоја, да речеме, ајде анализа веќе години наназад, заклучок е дека во македонската естрада нема некој си напредок, а ние се бавиме со таа, нели, проблематика, како што рековме, нашиот таргет на работа е забавата или музичката индустрија, да се изразиме попред. Значи, естрадата е како во некој благ пат во Македонија, веќе години наназад. Комшиите тоа баш добро си го работат, нели, се многу успешни. И тоа сите? Да, баш буквално сите. Сега, а нашето поднебе, како што каже Мојсо, нели, така го рековме Боби, има постојано таленти кои што не добиваат до израз и не може да добијат до израз, можеби заради нивни проблеми, дал финансиски, дал било какви, така да од таму доаѓа идејата да не се излеваат во надвор од Македонија, да не одат по тие комшиски нели, талент шоу кои што се прават, да се обидеме ние тука да ги направиме да бидат, нели, звезди, да тој трнлив пат што го кажа Боби, да им го трасираме. Од таму доаѓа, нели, и идејата да се направи тоа талент шоу. Да ги мотивираме на некој. Да ги мотивираме да останат тука, да работат тука. Ние ќе бидеме тие кои што ќе им помогнеме на тој пат до звездите, да станат звезди. Она што е јасно за еден таков профил, тип на
емисија не само за телевизиските луѓе, туку и за пошироката публика, јасно е дека станува збор за сложен проект. Има и многу подготовки. Сигурно Мојсо има и други соработници од твојата бранша. Има. Има соработници, сигурно ќе има продуценти, ќе има текстописци, ќе има шминкери, Модни креатори, значи Разбрав дека и други менаџери. звучни имиња ќе има како дел од екипата. Да, и има, значи голем дел од широка е таа, значи се работи за повеќето музички продуценти кои што работат во Македонија, повеќето текстописци. За жал и тука сме многу оскудни кои што се многу кои што имаат произведено многу хитови, се дел од типот на, значи имаме разговарано и договарано со Копров, со Неделковски Огнен, со Масевски, значи екипата е голема. Екипата е составена и од не само музички продуценти, автори на музика, него и како што рековме од луѓе кои што ќе се занимаваат со тие идни таленти да станат вистински звезди, не е само да имаат талент нели за пеење и да бидат добри вокали и изведувачи, него да добро изгледаат, добро се однесуваат со камерата, со публиката и така натаму. Види, наша цел е да направиме еден комплетен пакет. Значи, како што кажа Дејан, не само да знае да пее, треба добро да изгледа, треба да има X фактор во него, треба да има енергија, треба да има многу работа. Многу работи. Но секако дека имате поставено одредени критериуми. Еве да речеме, прво да видиме кој се може да учествува. Основниот критериум е секако и почетниот критериум е да имаат желба да пеат и талент за пеење. Тоа да ни го кажат на нас преку една обична електронска порака на мејл со наједноставна, како да кажам, снимка со телефон, направена во домашни услови, нели, се снимаат, испеат некоја песна по нивни избор. Немаме, значи, дали тоа ќе биде поп, фолк или не знам кој тип на музика, тоа е веќе нивни избор. Понатаму за тоа се музичките продуценти кои што ќе одредат, ќе дадат насоки, правец на каде да се ти изразуваат, каде они имаат квалитети. Значи се избегнуваат оние компликувани аудиции кои што беа порано на вакви талент шоуа, сега благодарение на технологијата буквално може секој дома да си се снима. На тој начин ќе. Баш така. Да. Баш така. Сега претpostavувам дека веќе тука Мојсо настапува во следниот момент кога треба од сите тие снимки што ќе добиете да се селектира. Како ќе ги одберете? Да ги преслушаме пред, нели? Да видиме колку е талентиран талентот. Па понатака како ќе го видиме, ќе видиме дали повеќе е талентиран, во кој жанр на музика е талентиран, да му дадеме насока на некој начин дека чекај, ти си добар овдека, ама подобар си овдека, ајде пробај вака, пробај така. Се тоа ќе иде спонтано понатака. Само работата ќе биде голема, значи се надевам дека ќе има голем одзив и ќе треба доста да преслушуваме. Имате план колку учесници максимум да речеме? Значи 30-20 е максимум од кој што може сега, заради тоа што нели сезоната треба да ја завршиме според план средината на јули месец, извинете. Почетокот ќе биде 26, мислам паѓа недела, март, ова нели за брзо за некои десетина дена. Близко, да. Така да ете да ги повикаме сите кои што имаат желба, немаат можности, нека направат една снимка, тука се нашите соработници кои што ќе проценат дали тие може да бидат дел од таа емисија, а понатаму нели секој со својот успех. Имате некоја возрастна граница од тој аспект, некој ограничување? 16 е минимумот, максимумот немаме. Максимумот е небото. Може до небото. Значи немаме тука. Може секој да максимум е виталност. Да, дали можем, да, баш така. Рековме, само рековме наскоро, односно видовме наскоро, го кажавме крајот 26 мислам недела, да. 26 е стартот, почетокот. Она што го еднаш неделно ќе оди, така? Да, еднаш неделно. Еднаш неделно би одело. Она што исто така составен дел од ова, него не рековме награди, така, но наградата всушност е музичката кариера што вие ќе ја подарите. Што се планира за понатаму за најдобрите?
Баш така, повторно се тука, тие цело време што ги спомнам нашите соработници, тој голем тим на соработници кои што треба да направат од нив понатаму звезди, а тоа се прави преку добра песна, преку изградба на комплетен лик на изведувач, пеач, како да кажам. Песна спот се комплет. Пријавувањето се уште не е завршено. Не е Апсолутно завршено, може уште да се пријавува. Досега дали има голем одзив или Има одзив, очекуваме се уште да се пријавуваат. Пат до звездите @hotmail.com е мејлот каде што треба да се испраќаат нели тие видеа. При тоа нормално треба и да ни дадат основни податоци како да ги контактираме понатаму. Така да тоа е тој повик, повелете. Што се однесува до музиката, знаеме дека музиката не познава граници, претпоставувам дека ќе имаме и различни жанрови и различно земја на потекло. Едноставно само да биде тоа квалитетно и убаво за слушање. Па, земја на потекло ќе биде Македонија сигурно во однос на идната, нели, звезда песна што ќе се скрои за новиот талент, меѓутоа во однос на со што ќе се настапуваат, би сакале да биде македонско, да биде од било кој жанр, за да можеме да добро процениме се. Нормално ако пее странски е добро, меѓутоа бараме македонски таленти за македонска музика. И за македонска публика. За македонска публика сека. Многу Работата е да кренеме, нели, македонската музика да оди малце погоре. Мислам дека ги заскокоткавме доволно, така што им останува на гледачеве да го чекаат крајот на месецот, за да може да ја проследат и првата епизода. Ви благодарам и знам дека имате сега уште многу работа, многу нови таленти. Се надевам и да откриете и да создадете нови звезди, на кои што сите ние ќе им се радуваме. Ви благодарам и на вас за времето и поздрав до гледачите.